денеска, 3 юли, стартуваме со подготовките за 2019-2020 година. Како што знаете, и во последната прес-конференција што беше во име на фудбалскиот клуб во собранието на град Кавадарци, заедно со градоначалникот и со председателот, значи се најави Атак на тоа прво место, исто како што беше од минатата година. Мислам дека оваа година ќе излечиме и поука и некои недостатоци што ги имавме, фудбалски недостатоци и организационо и фудбалски, ќе пробаме да ги надминеме, ќе пробаме да бидеме поконкурентни од што бевме минатата година. Што се однесува до минатата сезона, можеме да ја окарактеризираме како една од подобрите сезони кога зборуваме во поново време за фудбалот во Кавадарци, затоа што во втората Македонска фудбалска лига Исток игравме значајна улога. Скренавме внимание и со игрите и со понашањето на нашите фудбалери. Знаете дека во овој летен прелазен рок доста играчи од нашиот тим скренаа внимание со нивните игри и со нивното понашање во прволигашките екипи. До сега не напуштија Иван Ивановски кој одде во Силекс и Дарко Илиевски кој одде во Шкупи, екипа која што игра во Еврокуповите. Има интерес за уште некои играчи, дали ќе одат, дали ќе останат тие, тоа останува да видиме овие денови. Ово го кажувам како показател дека нешто и ние сме направиле на тој план, дека се работело добро и дека тие игри не се случајни. Значи, самото тоа што сме скренали внимание на екипи кои што се интересираат за нашите играчи. На некој начин добро, на некој начин лошо, затоа што ние оваа година ќе настапиме без тие фудбалери, но нашата управа, заедно со председателот и јас, кажано не спиевме. Значи, знаете дека се врати Иван Чешиков после 16 години во матичниот клуб. Да се зборува за него излишно, затоа што со 60-70 настапи во репрезентацијата на Македонија и со безброј надпревари во странство во доста значајни лиги, мислам дека ќе биде едно добро освежување, иако е во тие малце поодминати години, но сепак во фудбалот нема стар и млад, има добар и помалку добар фудбалер. Мислам дека ќе ни биде од голема помош. Донесовме играчи во средниот ред, кои што мислиме дека каде што треба да освежиме, сепак минатата сезона се базиравме на играчи кои што се поискусни. Значи сега донесовме играчи кои што во континуитет неколку години играат фудбал и во нивните клубови биле забележителни. Ние ги донесовме тука, значи Лазар Илиев од Кожув, Лазар Пеев од Кожув, Диме Ивановски исто така од Кожув, од Вардан Неготино голманот кој што е млад и предходно беше во Металург и во Силекс, исто Благо Иванов, Јорданчо Наумовски кој што е еден од подобрите играчи, беше во победа минатата сезона, играч кој што е со 7-8 годишно прволигашко искуство. Тој ќе ни се приклучи од понеделник поради некои семејни причини. Антонио Илиевски кој што доаѓа од Гостивар, исто така и тој ќе ни се приклучи покасно. Треба да среди околу тие административните документи. И што се однесува до играчите кои што ги земаме од клубови кои што имаат вишок на играчи, имаме некои разговори со некои екипи, но да не зборуваме за имења сега, кога ќе се завршат тие, ќе бидете обавестени и мислам дека тука ќе го затвориме тој круг на едно 24-5 играчи, кои што ќе бидеме конкурентни исто, да не речем дури и повише од минатата година, затоа што амбициите остануваат исти. Со овој играчки кадар и со оваа организација Иквеш заслужува прва лига, но поучени од минатото, ние минатата година дојдовме до таа последен надпревар, завршивме, изгубивме на тој надпревар, тажни, но не разочарани. Значи, како ние, така и луѓето кои што беа таму и навивачката група Лозари, значи, добивме максимална поддршка за сето тоа што сме го работеле
изминатата година. А што се однесува до тренажниот процес од денеска, од старт на подготовките, значи ќе биде во 3 фази. До 19 сме тука, во Кавадарци, на 19 до 26 одиме во Маврово, каде што имаме закажано 3 надпревари, и потоа се враќаме тука на доигрување. Знаете дека оваа година малце покасно почнува првенство во втората фудбалска лига на 25 август. Пред тоа има куп надпревар. Вуко Каров е одреден да биде на 3 или на 4, ќе биде по италијански систем, 3 екипи, секој по едно полувреме. Исто така сме во преговори со Вардар и со работнички да не бидат гости на тој турнир, но за подетали, значи во понатамошното сега сме во контакти да видиме како ќе ни потврдат тие, сепак и тие се со своја математика околу подготвителниот период. Знаете дека од првата македонска фудбалска лига излегоа победа Прилеп и Беласица од Струмица. Екипи кои што значеле и во македонскиот и во југословенскиот фудбал, кои што се сеќаат во минатите години. Така да во каква и состојба да е клубот, сепак тоа се градски екипи како секогаш ќе имаат квалитет. Исто една силна брегалница со нов спонзор кој што најавува некои бомбастични засилувања, некои. Но сепак ние да се држиме на нашата работа. Значи знаете, минатата сезона ние бевме како една фамилија. Ви кажав и во некои од претходните разговори, сите зборуваат за таа хемија во значи, пак ќе речем, хемијата не е производ да се купи, тоа е една работа која што е процес кој што трае од првата ден и едноставно главни играчи на таа атмосфера, така наречена фудбалска хемија, се играчите кои што едноставно живеат 24 часа на ден заедно. Цела година се боревме, стигнавме до последната скала и се спрепнаме на последната скала. Али јас сум задоволен од фудбалерите. Кроз цела година го дадова максимумот, одигравме перфектно, мислам за мене. Дадовме се од себе, стигнавме до последната утакмица, која што за мене беше нереален бараж, бидејќи ние уште на стартот сме 3 скали пониско од прволигашите. Зошто? Прволигашките екипи имаат право на 5 странци. Ние немаме право. Имаат одмор 2 недели, ние 2 дена. И повеќе нема што да зборам за тој бараж. Затоа ова година во ФФМ доставив барање да се смене баражот. Тој што ќе игра, дали ние, дали некој друга екипа, да биде за двете екипи исто. Ако имаат право на 5 странци, нека ни дозволат и нас да земеме за таа утакмица. Или па нека не играат нивните странци. Да биде реално. Не може нереално. Или па прволигашка екипа дека не играе бараж. Не знам, тоа е на федерацијата право. Јас доставив барање, колку ќе го прифанат, колку не знаеме. Имате тешка сезона, имате силна конкуренција во оваа втора лига сега, а имате голема желба да влезете во прва лига. Како ќе го направите тоа, господин Маслаков? Па, имаме, да, како што каже и градоначалникот и председателот на Советот, и јас, исто како председател на фудбалскиот клуб, не застануваме и ова година ќе одиме да влез во прва лига. Ќе одиме, ако може да го освоиме тоа прво место, да не играме бараж. Но, ако се деси бараж, пак одиме на бараж. Како ќе го оствариме? Ова година двајца играчи го напуштија клубот, Дарко Илиевски кој замина во Шкупи и Иван Ивановски во Силекс. И Дигаловски од Скопје се врати во Евромил, бидејќи беше на позајмица, и Марио Ташковски се врати во Евромил Кисто. Ова година до моментот зедовме 6 нови фудбалери млади, кои што треба да биде косторот на екипата, кои што се докажани играчи, со кои што мислам дека ќе бидеме конкуренти за тоа прво место. И повратникот Ванче Шиков, поранешен репрезентативец со долга интернационална кариера, мислам дека ќе ни помогне во таа цел. Значи, Ванче Шиков, браќите Иванови, едниот од Кожув, другиот од Силекс, голманот, Пеев исто така од Кожув,
Наумовски од Победа Прилеп и Илиевски од Гостивар. Тоа е ростерот што сега го донесовме во овој преводен рок. Екипата сега се спрема со текот на припремите, со играта, ќе видиме до каде сме. И ако фали нешто, имаме право на джокер и ќе го искористиме, ќе донесеме уште еден играч. Сега на 3 или 4 да најавам, август, ќе се одржи турнирот во Кокаров. И ова година ќе го направиме по италијански систем со 3 екипи по едно полувреме. Многу големи горештини. Така одлучи Советот и градоначалникот и јас. Мислам дека понуди дадовме до екипата на Вардар и Работнички и ние. Ако ги прифатат тие 3 екипи, а ако не, ќе најдеме замена. Ќе одржиме тој турнир, не смееме да го прекинеме и понатаки ќе одиме. После имаме на 19 јули одиме во Маврово на 7-дневни подготовки, каде што ќе одиграме 3 контролни надпревари. По враќањето имаме уште 4 контролни надпревари и знаеме на 21 август се игра купот, а на 25 првенството. Па до тогаш мислам дека ќе бидеме спремни и екипата ќе газе на теренот. Се направи проект во општина Кавадарци за стадионот, за градскиот стадион. Тој е сега во владење на општина Кавадарци. Позади трибината за навивачите и ова тука спротива, ова сето ќе се руши, ќе се прави трибина, ќе бидат покриени и целокупниот терен ќе се смени од земја до песок, до се, ќе се ставя дренажа и наводнување. Доставивме проект до Агенција за млади спорт и таа во соработка со неа треба да ни одговори да ќе одобри околу 30 милиони, околу 500.000 евра за реконструирање на теренот. Ќе се постават и подземните кабли за рефлекторите, али тоа по наредната година ќе доставиме до Фудбалската федерација која што донира за стадионите рефлектори. И се надевам дека од година ќе видиме во прва лига.